Ова се настаните од денес. Во понеделник ќе им бидат врачени уверенијата на градоначалникот на Охрид и новите градски советници. Втора година поред во Охрид се спроведува проектот Училишта без пластика. Црквата Света Ѓоргија во Горна Влашка Мала е жива и активна црква. Од утре започнува аплицирањето за студентски стипендии. Утре во Нови Сад ќе се одржи комеморативен собир по повод годишнината од уривањето на настрешницата на железничката станица, при што загинаа 16 лица. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денеска по студеното утро во текот на денот имавме претежно сончево време со појава на локална облачност и топло со дневна температура до 17 степени, што е над повеќе годишниот просек за овој период од годината. Во текот на ноќта, петок кон сабота ќе преовладува претежно ведро време со појава на локална облачност и студено. Утре во северна, северозападна, западна и југозападна Европа, како и во делови од централна, ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со поројни врнежи од дожд, кои што ќе бидат проследени со силен ветар со удари до 100 км на час. Во источна и југоисточна Европа, како и најголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров, ќе преовладува стабилно и релативно топло време. На Балканот утре ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и релативно топло за овој период од годината. Во крајните северни предели зголемена облачност, но до крајот на денот стабилно време без врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 18 до 24 степени. Во Македонија сабота по студеното утро со утрински температури кои што ќе се движат во интервал од 1 до 8 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и релативно топло. Максималните дневни температури утре во Македонија ќе достигнат од 13 до 22 степени. Во Охрид во сабота по студеното утро во текот на денот ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и топло. Минималната температура од 6 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 17 степени. Во Охрид во недела ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и дневна температура до 17 степени. Во понеделник претежно сончево време со појава на локална облачност, попладне зголемување на облачноста која што во вечерните часови ќе услови нестабилно време со слаби врнежи од дожд. Минималната температура од 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 16 степени. Во текот на ноќта понеделник кон вторник и во вторник во предпладневните часови нестабилно време со слаби локални врнежи од дожд. Во попладневните часови намалување на облачноста со повеќе сончеви периоди. Минималната температура кон крајот на денот и ќе се спушти на 6 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 14 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Жито Маркети. Планински очи што плескат под врвот пет, езера очи носат ведрини. Во очите светлина, во светлината живот. Гледај подобро, живеј подобро. Систина очна болница Бај Промедикал офталмологија. Прва регионална очна болница Битола.
Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ. Со садење генерацијски дрвца и едукација за селекција на отпадот продолжува проектот Училишта без пластика, кој веќе втора година се спроведува во општина Охрид. Втора година поред се спроведува проектот Училишта без пластика. Децата во основните, а од оваа година и во средните училишта се едуцираат да селектираат отпад и да ја унапредуваат грижата за животната средина. За всадување на љубовта кон зеленилото, учениците садат генерацијски дрва, за кои имаат задача да се грижат од прво до 9-то оделение, односно од прва година до матура. Училиште без пластика започнува секоја година со посадување на генерацијските дрвца кои што се обезбедуваат во соработка со Комуналец Охрид. Сите првооделенци од основните училишта и прва година од средните училишта го садат своето генерацијско дрво, имаат обврска да го чуваат, да го изгледаат. Ние раскажуваме за тоа што ќе значи да се сликаат во прво оделение, а потоа и во 9-то оделение по тоа дрво. Сметаме дека ваков тип на обврска за децата е особено важна, а моментот го користиме да објасниме и зошто е важно урбаното зеленило и општо за климатските промени, за загадувањето и така натаму. Во училиштата се создаваат екосекции предводени од младински активисти, кои едуцираат за селекција на пластика, метал, хартија и ситен електронски отпад.
Училиштата имаат јадра, екојадра, како екосекции или младински организации, кои што имаат оврска да ја примат информацијата, се дел од едукативни креативни работилници и имаат оврска да го надгледуваат процесот во своето училиште и да ја шират, дисеминираат таа информација на своите сокласници и соученици од сите генерации. Заедно во соработка со Комуналец се обезбедува инфраструктурата. Оваа година, значи ќе добијат канти, оние што веќе немаат, и така ќе биде олеснето селектирањето. Секако потребната информација за сите од наставничкиот колегиум до учениците и процесот на собирање на тој отпад, селектиран, кој што има два начина на кои што тие може да одберат кој е полесен, дали да ги користат вендинг машините на Пакомак, за кои што добиваат финансиска надокнада, која што екосекцијата си ја користат натаму за своите еколошки активности. Училишта без пластика се спроведува во 7 основни и сите средни училишта во Охрид. Лани учениците успеа да соберат 8000 пластични шишиња, кои што за среќа не завршија на Буково. Во понеделник 3 ноември, Општинската изборна комисија Охрид свечено ќе ги врачи уверенијата на избраните локални функционери во првиот круг на локалните избори кои се одржа на 19 октомври 2025 година. Председателот на Општинската изборна комисија ќе му го врачи уверението на досегашниот градоначалник Кирил Пецаков за предстојниот 4-годишен мандат. Ќе им бидат доделени и уверенијата на новоизбраните советници на Општина Охрид, пошто ќе следи конститутивна седница на новиот состав на Советот на Општина Охрид, кој ќе се одржи во големата сала на Општина Охрид. На седницата според дневниот ред ќе се изврши избор на комисија за верификација, избори и именувања, која ќе им ги верификува мандатите на членовите на Советот на Општина Охрид и ќе биде избран нов председател на Советот. Свети Ѓорѓија во Горна Влашка Мала е активна, жива црква. Свештениците градат односи на заедништво и блискост во заедницата преку својата служба и преку активности за поддршка на ранливи категории граѓани. Дневниот центар Добротолюбие при црквата Свети Ѓорѓија, што функционира речиси 20 години, има за цел да ги подобри условите за живот на луѓето со посебни потреби, интелектуална попреченост и старите лица преку различни активности. Храмот Свети Ѓорѓија во Горна Влашка Мала е активна жива црква во која има секојдневни богослужби, а за големите празници се служи света божествена литургија. Отец Горан вели дека радува тоа што црквата е полна верници, но загрижува што венчавките и крштевките се поретки. Тие податоци се малце разочарувачки, затоа што во моментов Охрид се иселува, така да венчавките и крштевките не се намалени. Во последно време црквите ни се полни со верници. Интересно е што покрај што доаѓаат возрастните, почнаа да доаѓаат и младите. Така да мислам дека Охрид верски е заживеан. Свештениците градат односи на заедништво и блискост во заедницата преку својата служба и преку активности за поддршка на ранливи категории граѓани. Во склоп на црквата работи народна кујна и трпезарија која се употребува и за одржување на веронаука и за настава за изучување на странски јазици, а функционира и центар за лица со посебни потреби и стари лица. Дневниот центар Добротолюбие со поддршка на католичката и православната црква веќе 20 години во црквата Свети Ѓорѓија во адаптирани простории обезбедува место за дружење, социјализација, топол оброк и поддршка за лицата кои го посетуваат. Таа организација е посетена и имаме екипа која е обучена за работа со такви лица. Секојдневно, значи, тие си добиваат своји задачи кои ги исполнуваат заеднички, затоа што првично проектот почна да работи за потребата на децата со посебни потреби, потоа е развијан во проект каде се приклучени пензионерите и потоа се двете групи споени за меѓусебно да може да соработуваат и да го исполнуваат секојдневните активности. Во 2013 година беше реновиран иконостасот и подот во црквата. Во моментов се прават напори за реализација на нови зафати кои се неопходни преку Министерството за култура. Сега имаме поднесено барање до самото Министерство, затоа што треба да се направи статика на самиот храм, бидејќи малце се оштети од земјотресите кои беа 2017 година, поготово до земјотрес кој беше на самиот ден на Светиот Наум
Охридскиот чудотворец. Се надевам се дека со Божја помош, со помош на Светиот Великомаченик Георги, дека тоа брзо ќе се санира и дека овој храм ќе остане жив и ќе им служи на самите луѓе. Црквата Свети Георгија, која е изградена во 1834 година, од 2014 е под заштита како културно наследство. Црвен крст Охрид ќе го одбележи Светскиот ден на дијабетот. Во пресред на Светскиот ден на дијабетот 14 ноември, Општинската организација на Црвен крст Охрид во соработка со Сдруженијето на лица со дијабет тип 1 од Охрид ќе организира едукативно забавен настан, проследен со физичка активност и мерење на шеќер во крвта за сите заинтересирани кои ќе го посетат штандот на Црвен крст Охрид, поставен за оваа намена на пешачката патека кон Горица, после мостот во недела 2 ноември од 11 до 13 часот. Од утре 1 ноември започнува аплицирањето за студентски стипендии во академската 2025-2026 година. Министерството за образование и наука ги известува сите студенти дека од 1 ноември започнува аплицирањето за студентски стипендии за вкупно 4 категории и ќе трае до 15 ноември. Аплицирањето е исклучиво електронски преку порталот euslugi.mon.gov.mk, а рокот е заклучно со 15 ноември. Сите категории на стипендии се доделуваат за 9 месеци во текот на студиската година и во износ од 6050 денари, со исклучок на стипендиите за студиските програми по хемија, физика и математика, како и за земјоделските, ветеринарните и шумарските науки, кои изнесуваат 18.000 денари месечно. Дозволено е аплицирање само за една категорија на стипендии, информираат од МОН. Во полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Охрид, тепачка во Велгошти, уапсено лице во Подмолје, 2 жени повредени во сообраќајка во Требеништа, тепачка меѓу ученици во Струга. Синоќа нешто по полноќ во СВР Охрид е пријавено дека на автобуска постојка во охридското село Велгошти едно лице физички нападнало 28 годишно лице од истото село. Тој бил пренесен во болницата Свети Еразмо во Охрид, каде му биле констатирани тешки телесни повреди. СВР Охрид работи на расветлување на настанот, пошто против напаѓачот ќе биде поднесена соодветна пријава, информираат од секторот. Вчера во 22 часот во селото Подмолје, општина Дебрца, полициски службеници од СВР Охрид лишија од слобода 48 годишно лице од истото село. При претрес во неговиот дом извршен по судска наредба, пронајдени и одземени се 25 куршуми и бела прашкаста материја. Лицето се сомничи дека ноќта помеѓу 29 и 30 октомври со пиштол пукал кон стан во зграда во Струга, при што е направена материјална штета, а повредени лица нема. По целото документирање на настанот, СВР Охрид против него ќе поднесе соодветна кривична пријава, информираат од секторот. Во општина Дебрца предходно во 16 часот и 10 минути на локален пат во селото Требеништа се случила сообраќајна несреќа помеѓу трактор и МТ-539 без регистарски таблици, управувано од 58 годишно лице, и патничко возило Volkswagen Шаран со охридски регистарски ознаки, управувано од 72 годишно лице и двајцата од Требеништа. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобила 86 годишна жена која се превезувала на тракторот, додека со телесни повреди се здобила 62 годишна жена со патничка во возилото Volkswagen Шаран и двете од селото Требеништа. Повредите се констатирани во специјалната болница Свети Еразмо во Охрид. По насоки најавен обвинител, увид на местото изврши екипа на СВР Охрид, при што констатирано е дека 58 годишното лице било под дејство на алкохол, односно имал 1,16 промили алкохол во крвта, велат од СВР Охрид. По целосно документирање на настанот ќе биде поднесена соодветна пријава. Вчера во 10 часот во ОВР Струга е пријавено дека во основно училиште во Струга двајца ученици го нарушиле јавниот ред и мир со физички напад врз нивен соученик. Полициски службеници заедно со представници од школото и од Центарот за социјални работи Струга работат на расчистување на настанот, пошто ќе следува соодветен поднесок. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатен викенд.